Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Во македонската атлетика во женска конкуренција во минатиот период продефилираа многу девојки, некои од нив оставија вака поголем печат во овој спорт, во кралицата на спортовите, некои само онака мина низ овој спорт, меѓутоа имаше една плејада кои остануваат запишани во историјата на македонската атлетика, почнувајќи тамо уште од 60-тите години. Фелица Змејкова беше таа околу која што се вртеше се во женската атлетика во Македонија, потоа Нада Павлова, за да дојде еден период на почетокот од 70-тите години да има така едно раздвижување во женската атлетика. За тоа најмногу придонесе битолчанката Вера Велјановска, која е и ден денеска со војнеска најбрзата македонка. Во тој период доаѓа и една плејада на атлетичарки кои се надпреваруваа на средните патеки и беа успешни во крос надпреварите. Во таа плејада атлетичарки од тој период е и Божурка Ѓошевска. Таа беше членка на атлетскиот клуб Скопје, во кој што како тренер работеше мојот другар, за жал покоен, Душан Ангеловски. Па Божурка ќе биде нашата следна легенда, таа ќе ни го раскаже тој период на спортување, кога почна како младо девојче да се појавува на атлетската патека и на оние крос патеки, заедно ми се чини со Марија Туче, Зорица Ивкова, Туче, имаше и други. Да, ќе ги кажеш нив. Сега кажи ни што беше пресудно ти да се најдеш во атлетскиот спорт и од тогаш до ден денеска да останеш во него, бидејќи и денеска си во структурите на Атлетската федерација на Македонија, во оние структури задолжени за напредокот на атлетиката и за тренирање со младите атлетичари. Па Божурка, како изгледаше твојот почеток на тоа време? Јас да ви кажам, основното училиште го заврши во училиштето Коле Неделковски. Значи, моите почетоци се уште од основното училиште, бидејќи имав класна лепа, која многу ја сакаше атлетиката, и ние секој дневно кога имавме час по физичко, трчавме околу школото. Така ме пронајде наставничката и ме испрати во атлетскиот клуб Работнички, каде што работеше тренер Душан Ангеловски, што го пред малку спомнавте. Кога ме виде тренерот, веднаш ме прифати, бидејќи стварно бев добра и од оние надпреварувачи тркачи, он што ги тренираше, во тој момент бев и најдобра. И така јас почнав, значи од 6-то моје одделение, да се бавам со атлетика. Тако и патеки тогаш настапуваш? Тогаш трчав 400 метара и 800 метара. Значи и оние сите крос надпревари. После тоа имавме, во тоа време, во наше време се одржуваат тие радио-телевизиски кросеви, што многу ми е жал што се укинати, бидејќи од таму може да црпеме и да пронаоѓаме талентирани деца кои сакаат да трчаат, ама сега мислам денеска тие кросеви се укинати, а од тие кросеви многу атлетичари, мислам деца, останавме да се бавиме со атлетика. Ме подсети на тие кросеви, РТВ кросеви ги организиравме ние, тогаш бев во ТВ Скопје, сега МРТВ, и имаше по 6-7 илјади учесници на финалните кросеви, особено оние првите на хиподром, после се преселивме и на Кеот, и убаво беше за тренерите, беше тоа убава можност да ги селектираат најдобрите. А ти веќе на тие кросови дојде како тренирана атлетичарка. Јас победував на тие кросови и во тоа во наше време, например, трениравме на градскиот стадион, што морам веднаш на почетокот тоа да го кажам, сега кога ќе направам една споредба, значи кога ќе го завршев јас тренингот, Чичко Раденко не чекаше со топло чајче
и имавме туш каде што можевме да се средиме Под и да продолжиме. трибина, онаа старата на градскиот стадион. На Локомотива од другата страна фудбалскиот клуб се соблакаваше, ние од оваа страна и можевме значи да продолжиме да одиме на училиште и онаа обврските кои ти се во текот на денот да се ги завршиш. А за жал денеска ние се соблакаме под трибините на отворен простор. И сега е како Тоа за едно девојче или девојка многу тешко. Не е многу тешко, баш поготово најдобро што, и после ќе влези во автобус и целата мириса на пот. минатата година имавме температури каде што беа и минус 22. На минус 22 не можеш да се соблечеш надвор и така да бевме малце и оневозможени во нашите тренажниот процес. Да се вратиме на моите нели почетоци, малце отидовме. Направивме добро е ова да се види под какви услови живее денеска кралицата на спортовите. Значи ти почна во работнички. Да, во работнички. Таму беше и Дуле. И Душко. И потоа мојот тренер сакаше да формираат клуб, атлетски клуб Скопје. И бидејќи јас стварно ми бев многу лојална, бидејќи многу го почитував, многу го сакав и мислам беше еден човек кој секогаш не тераше, значи гледаше покрај атлетските резултати што ги правиме, да направиме и други резултати во животот, да завршиме школа, да бидеме успешни, мислам, граѓани на оваа држава и стварно мислам позитивна личност многу. Многу позитивна личност и кога ти е најтешко тој ќе те развесели. И имаше што да се научи, мислам, од него. Стварно, и секогаш не тераше, ние како деца можеби некоја сме знаели да погрешиме, да излеземе од патот на она, али тој секогаш не враќаше, ни подаваше рака и не буткаше напред. И резултати, мислам, да направиме како добри резултати и ова. Во наше време постоеше, например, немаше секако репрезентација на Македонија, бидејќи бевме Југославија, но имаше еден систем на надпревари, значи најдобрите 12 надпреварувачи во дисциплина од целата држава. Да. Јас секогаш влегува во тие 12 надпреварувачи и обично Србија беа организирани тие како центар на збиднувањата, таму беа, мислам, сме оделе на надпревари за да се такмичиме. Кои дисциплини тогаш? 800 метара, 400 метара. Во кои се наоѓаше меѓу 12-ката во Југославија? Па секога се наоѓав јас и на 400-ката и на 800-ката. Секогаш бев, дури еден крос го паметам, сам моја лоша тактика, можеби и неодморени, отидовме на кросот, влеговме, цело време го водев кросот и на крај завршив дури четврта, можеби, како вика, лоша трка. Да. Трката беше добра, ама јас немав добар план. Али секогаш, например, сум била меѓу првите ова. И за разлика во Македонија тука, секогаш на тие патеки бев најдобра бев и на крос над преварите. Порано и сега нели почнуваат да се организираат овие улични трки, трки каде што секогаш дали било штип, дали ова кавадарци. Морам да споменам и таа трката, 13 ноември трката. Мора да споменам и трката во Битола каде што специјално ни ја прајава пократка за да победи намерно мојата пријателка Вера Велјановска. Мислам, јас ја почитувам нејзе многу, ја сакам и ден денеска се дружам и се слушаме со нејзе а сега еве пошто работам како тренер на кратки патеки и најдобрата атлетичарка ја имам во моментот, а ако се уште е младинка, барам од нејзе помош, искуство, бидејќи таа е наша најдобра атлетичарка на тие патеки и кралица, мислам, непобедлива. И затоа никогаш не сум се срамела да прашам, не, добро е да тоа, поднаучам со работка. Да се црпи искуство. Она ми кажува дека ги има уште, ба сега ми викаше, сега пред еден месец се слушнавме, вика, дојди, вика, да ти ги покажам тетратките, вика, по кои тренирав во Југославија, ги имам тие тетратки, вика, ќе ти помогнам, вика, да направиш малата, вика, да биде најдобра. И така, мислам, уште соработуваме со тие наши... Добро е тоа. Не, добро, супер. Кажи ми сега за Скопје. Рече во работнички почна како пионерче од Коле Неделковски. Потоа Душко доаѓа во Скопје и ти се преселуваш во Скопје. Бидејќи му бев многу лојална на мојот тренер. Твоите резултати практично ги постигна како членка на атлетскиот клуб Скопје, оние врвните.
Значи, замислата на тренерот мој беше да формираат атлетски клуб Скопје, каде што вие, Зоран Михајлов беше председател, така? Прв председател на атлетски клуб Скопје. Тренерот Ангеловски беше тренер и ние буквално 4 надпреварувачи, Марија Тучај, Зори Цивкова, Сонја Ангеловска и јас, го формиравме атлетскиот клуб Скопје со тенденција, нели, после тоа се прошируваше, имаше нови членови. Тогаш се рачсу за Скопје, благодарејќи на тебе, на Тучај, вие победувавте на трките и кој ќе напише во вестник Божурка Ѓошевска, членка на Скопје. И така почна да живее Скопје и да биде конкурентен на Вардар и Работнички, кои беа клубови со реноме. И сега како изгледаше тој период, тие трки, кросеви, подсети се, ајде, на некој крос. Па добро, ние тогаш бевме, мислам, најдобрите бевме во... Кажа за оној крос кога беше четврта. Сега за некој крос кога победи. Тоа беше крос во Бања Лука. И мислам, тоа е она крос кој го паметам, а стварно бев, мислам, спремна да покажам, да кажеме, и да застанам и да се качам на пиедестало, да земам и медал на тој надпревар. Но со бајлето јадевме бурек со јогурт. Така да она што ми беше многу тешко, да, ми беше многу тешко на трката и можеби затоа на крај немав сни или снага за да завршам трката и го завршив, мислам, кросот на 4-то место, без разлика и 4-то место во тогашна Југославија беше голем успех, затоа што таа трка победи Авди Башич, Зора Томецич беше таму, мислам, и така да тие се атлетичарки, југословенски најдобри атлетичарки на средни патеки, мислам, во тоа, во моје време, можеби има и лоша, како викаат, недобро време ова, сум се нашла во погрешно време кај нив, кога тие беа, мислам, стварно неприкосновени и добри атлетичарки. Не е погрешно време, си имала и амбиција да ги стигнеш, и тоа те терало повеќе да тренираш. Тоа беше за трката во Бања Лука, тогаш се патуваше со воз, долго се одеше, па често се немаше пари за прва класа, па втора класа беа оние дрвени како клуб и меѓутоа не беше тешко, битно беше да се оди, да се надпреварува. Ти учествуваше на тие трки југословенски, кажи ни сега за македонските, спомнавме Битола таа трка со покуса патека да победи Верче. Тоа беше буквално трка на 120 или 150 метара, тоа намерно правене за да биде нивната најдобра атлетичарка да победи. Но сепак на дружењето ни беше приоритетно и сакавме да се дружиме, заедно сме одели со нив на подготовки, што еве ден денеска има сега некој, али не е тоа. Ние се знаеше кога ќе завршеше учебната година, на првото полугодие, значи тие 15 дена ние секогаш одевме репрезентација на подготовки во Дојран. Значи имаше, се знаеше кога беа подготовки. Да, и си планираше секој атлетичар. И можеш да си планираш дека одиме на тие трки, мислам одиме на тие подготовки и после тоа знаеш во текот на таа година кои трки те очекуваат. Колку девојки тогаш имаше, еве, јас знам, меѓутоа за нашите гледачи да кажеш во тие тркачки дисциплини, например, од 100 до 1500 метри. Јас морам да... Дали имаше интересирање меѓу пионерките и младинките за атлетиката во периодот кога ти беше активна? Кога би кажала, мислам, не сакам ништо да... Само кажам она реалноста што беше. Значи, ние кога ќе почневме трката, да кажеме, на 800 метара, ние секога сме биле повеќе од 10 надпреварувачки, што, како викаат, конкуренцијата го прави резултатот и на мотивот за да тренира, за да ги победиш тие надпреварувачи, што за жал некоја се овие години, последниве години, се случува во дисциплина да имаме само 2-3, дури да мора некој да стартува, бидејќи правилата се треба минимум 3 надпреварувачи во дисциплина за да може да се отпочне и одржи таа дисциплина.
Ти на 800 метри имаш околу 2.20, 2.19 тука ова трчав. Сега трчаат ли девојките? Многу малце. Многу малце. Значи не може да го достигнат тој твој резултат постигнат во 70-тите години. Да, 73-та година до 78-та. А пред тебе трчаше одлично на 800 Исто трчаше и прилепчанката Мицевска. И таа беше доста, Сонја Мицевска беше доста ова. И Конеска трчаше тогаш, само не на 800, исто прилепчанка, на покусиве патеки. Потоа се загуби малку, ама имаше еден крос, се сеќавам, во Франција, беше втора зад Колет Бесон. На тој крос бев присутен и јас, тоа беше голем меѓународен крос, околу 100 и повеќе надпреварувачки стартуваа во таа. Третова, знам дека тренерот тој го препричаваше доста тој кросова. Да, за таа трка, да. Тоа беше големо израдување. Се враќаме на тебе и твоите трки, ајде, сети се на некоја трка на хиподром, например. Таму која ќе стартувавте околу 100-150 надпреварувачки. Како изгледаше тоа на стартот? Веднаш тргнуваше напред да се избориш за позиција. Бевме помали, тактиката на тренерот ми беше мораш да фатиш позиција во првите, она како вика, да бидеш крос тркач, треба да почетокот веднаш да биде спремен да појдеш, да фатиш позиција за таа толпа од деца, да не те сгазат, да те повредат или да се удриш. Секогаш имавме така една тактика да првите 100 метара побегнеш, после тоа фатиш ритам, бидејќи 800, се ми тие кросевите се, не можеш да бидеш цело време во спринт да ги трчаш или во брзина, значи можеш да фатиш убав ритам и последните 100 метара кои ќе дојдеш да дадеш се од себе и да бидеш прв. Што се однесува до тие кросеви, тие улични трки, мислам секогаш бев, барем во периодот додека се бавев со спортот, со атлетиката, бев не меѓу него и прв. Да. Така да имаше една Тодорка се викаше од Стип, таа ми правеше малце проблеми, да кажем ова. Секогаш кога трчавме на 400 метари, на 400 метара тука имаше повеќе атлетичарки. Морам да ги спомнам тие од професорот од Прилеп Гешовски, тој секогаш наоѓаше некои талентирани девојчиња кои секогаш трчаа, мислам, околу 1 минута. Да. И мислам беа добра конкуренција. После ке нас овдека беше таа Зорица Ивкова, Вера Цветич, Верица Цветич, да, исто и така тие беа добри ова прилепчанките, сега да не се налутат некои ако не ги заборам, бидејќи беше многу одавна ова. Добро што спомна ова и за Прилеп. Прилеп беше раседник на атлетиката, посебно женската. Гешо беше стручњак токму за да ги произведе тие девојки во добри надпреварувачки од 200 метра нагоре, 400 и 800 па еве. Секогаш наоѓаше некои деца да ги пронајде, да. Победуваше и на кросеви, и на првенствата на Македонија. Се сеќаваш и колку титули имаш освоено во Македонија во тие тркачки дисциплини на патека, во крос? Има ли десетина или повеќе? И повеќе. Тогаш, например, на крајот на годината имаше ранг листа, правева ранг листа за најдобрите ова. И скоро секоја сум била ова на тие 800, 1500 прва и 400 метара можев да бидам, да не бидам, да кажем и прва да бидам, али секогаш. Например, секогаш за репрезентација сум трчала штафета 4x400. Значи секогаш бе во тие 4 девојки кои беа на 400 метара. На тогаш репрезентацијата имаше по ние 3 мечи: Јужна Србија, Македонија и Косово и Босна, така нешто имавме. Црна Гора, после Босна. Колку да има повеќе надпревари, инаку надвор од границата на поранешната држава учествуваше ти на некоја трка во тој период во 70-тите години? Па надвор не, мислам сме оделе на тие митинзи. Учествувано, бидејќи беше многу тешко да се влезе во таа југословенска репрезентација. Само како награда еднаш ме носеа на Балканијадата во Кавала, во Грција. Бевме како учесници ова земени со репрезентацијата. Иначе имаше доста добри надпреварувачки, да кажеме, во тоа време, што
Тешко се влегуваше да, тешко се влегуваше во составот на Југославија. таа репрезентација, али на митинзи сме учествувале. Тогаш две девојки беа репрезентативки од нашата држава во различни периоди. Елица Змејкова беше стандардно 4-5 години во крос репрезентацијата на Југославија, таа имаше и пласма на 6-то место таму негде 63-та година на Балканскиот крос во Истанбул и подоста стандардна беше и не можеше да се замисли репрезентацијата на Југославија без неа. Ја спомнавме Верче Велјановска, која со Павличич и Елица Павличич беа најбрзите на 100 и 200 метри и од нив двете зависеше дали штафетата на Југославија 4 пати по 100 метри ќе освои медал на Балканијадите, а Балканијадите беа како мали европски првенства. Бугарите, романците, грците, турците, сите имаа добри атлетичари, се сеќавам и тешко беше да се стигне до медал. Ти твојата кариера, која беше вака најизразена од 71-та, 2-та, тамо до 77-та, 8-та година, беше постојано во подем, меѓутоа дали не почувствува дека можеш уште повеќе да постигнеш, што те спречи, например, еве, на 800 метри да останеш на оние 2,19? Значи, јас бев голем талент, ама имав здравствени проблеми. Значи, малце повеќе кога ќе потрениравме, секогаш се разболував. И кога највеќе ќе требаше, кога требаше да правиме резултат, девојче, да, и јас секогаш се разболував и не можев да го постигнам мојот максимум. И тоа беше, мислам, пресудно, и после беше пресудно кога се упишавме на факултетот за физичка култура. Јас бев првата генерација, каде што тогаш не беше во све така организирано ова предавањата по филозофија, ги слушавме на медицински факултет, други предавања по други факултети одевме, по цел ден бевме ангажирани, едно предавање во 10 сати, да стигнете пливање одевме во Идризово, мислам ова, и така да имавме многу обврски према факултетот, а мене стварно ми беше желба, мислам, да учам и да завршам факултет, и можеби тоа беше пресудно што јас престанав, полека престанав и само факултетски се занимаваше зарад испитот атлетика на факултетот. Да, кај професорот ќе да шанс. Кажи ми, бидејќи си прва генерација, па еве да се подсетиме малку и историја да има во емисијава, која година беше тоа, за да знаат гледачите кога практично е формиран тој факултет, денеска го носи името за физичка култура, спорт и здравје. Тоа беше 78-79. Така, они негде почнаа со генерацијата негде на полугодието, тој вториот семестар, значи 79. Така, таа генерација ова се запишавме на факултет, каде што, мислам, стварно тешко се доваѓаше до да земеш индекс на тој факултет, бидејќи се сеќавам таа година, ние за 100 места на факултетот, ние полагавме 320 или повеќе од 320 за да бидеме примени, за да бидеме ова. Требаше максимално да бидеме спремни, но мене, благодарение што тренирав атлетика, мислам, многу лесно го поминав тој практичниот дел од, нели, и бев примена на факултетот за физичка култура. Ти тогаш се посветуваш на факултетот, а дали заборави на атлетиката? Па еден известен период, да ви кажам, и заборавив, и после така случајно. А зошто заборави? Еве сите очекуваа веднаш, откако го заврши тој факултет, да се вклучиш во атлетиката. Дали немаше амбиции кај тебе или немаше услови во Македонија да се работи во атлетскиот спорт? Ајде и од тој аспект да ја гледаме работата. Може би немаше и услови, мислам дека и мојот тренер ова тогаш не беше толку веќе загреан и не работеше ова, може би он не сакаше да работи, јас не сакав со друг тренер да работам и може би и затоа беше една од пресудните причини за кои јас се
откажав и се посветив повеќе на факултетот, бидејќи од кога го завршив факултетот, јас се запослив веднаш во училиштето каде што и ден денеска работам, тоа е спортската, тоа е спортската гимназија, и почнав таму да правам успеси, да кажем, и на полето на атлетиката и во другите спортови како Ама во клуб не беше вклучена како тренер долго време. Све до 98 година, кога тоа е еден долг период, дали не те влечеше порано еве да се вклучиш во некој од клубовите, бидејќи беше стручна. Беше шампионка на Македонија претходно, рекордерка, учесничка на многу трки, меѓу најдобрите во Југославија, завршуваш факултет, а не си во атлетиката. Па да, долго време останав надвор од атлетиката и после тоа, од кога се започнав во училиштето, значи почнав да ги посетувам на почетокот надпреварите кои беа организирани од Федерацијата на училишен спорт. Значи имаше доста добри надпревари. Значи надпреварите не завршуваа само тука на државно ниво, него и надворот, и на меѓународен карактер имаше ова, така да со нашите најдобри атлетичарки, да кажеме и Војневски и Кулевски, ве се памтам, 98 година ги носев на едно светско првенство во Шангај, бевме во Кина, за преку Федерацијата на училишен спорт, каде што таму Кулевска постигна многу добар успех. Значи Кулевска трчаше во финалето на 800 метара и сега само беше седма, мислам ипак тоа голема конкуренција, тоа беа деца на таа возраст, бидејќи во тие надпревари имаме ограничување само на 3 години, да кажеме не може да се надпреваруваат и ова, него се знае. Обично се негде околу 16, 17 или 15 години, така. Значи, во таа стандардите кога не ги додаваат, има, например, на тој надпревар може да учествуваат деца родени во таа и таа година. Така да... Кулевска тогаш, еве и ти кажа, добро истрча и веќе најави дека може да биде олимпика и 2000-та година учествуваше и на олимпијадата 98 година, во Сиднеј. Да, 98 година. Ме интересира ти кога се вклучи како стручно лице, како тренер во атлетиката и во атлетската федерација и во клубовите. Кој период беше тоа? 98, да, 97, значи, 98, значи да. 97, да, те потикна веќе ти да одиш и во клуб. И ме сретна тренерот Пој Ангеловски, ми вика, дојди, вика, во атлетиката, вика, направи нешто, направи резултат. Ти можеш, вика, ти знаеш, вика, и умееш, вика, она, вика, јас кај што застанав, ти, вика, продолжи да го работиш. И можеби тоа ме поттикна некако за да дојдам во атлетиката. И ти како тренер, каде почна? Епа, он формира атлетски клуб Маđари. Значи, он беше во атлетскиот клуб Маđари. Добро, душо живееше и таму. Да, во Маđари. И после тоа, од следната година, јас веќе дојдов да работам, имавме некои семинари, така одлучивме, бидејќи јас бев, моите почетоци беа во работнички и повторно се вратив во работнички и до ден денеска сум тренер во работнички.